Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во минатата епизода зборував за тоа дека понекогаш најзрелата одлука е да не донесеш одлука веднаш, за таа пауза, за тој меѓупростор кога старото веќе не држи, а новото се уште не постои. И искрено добив многу пораки. Но едно прашање се повтори неколку пати, а тоа беше како да знам, Елена, дека не бегам, дека оваа пауза всушност не е моје бегство. И ова е многу важно прашање, затоа што паузата може да биде зрелост, но дефинитивно може и да биде една многу софистицирана форма на избегнување. Па денес сакам да зборувам токму за тоа. Сега, што се случува психолошки кога доаѓа една пауза? Во минатата епизода добро некако го донесов тоа дека постои еден период кога сваќаме дека нешто веќе не е во склад со нас, дека некои работи е важно да се променат, но не знаеме точно како сакаме да ги промениме. Значи, свесни сме дека нешто сакаме да заврши, но не знаеме каде сакаме да одиме. Било да е тоа некоја релација, било да е тоа работа, било да е тоа некаков дел од нас, некаков дел од нашиот идентитет кој што сме свесни дека треба да прекине, или нешто, може би многу поедноставно, значи буквално од менување на некогаш на стил до, ете ќе кажем, менување на партнер. Значи едното може да е доста лесно и едноставно од надвор, а другото да е доста потежок и посложен психички процес. Сега, она што е тешко во таа пауза е неизвестноста, затоа што таа неизвестност не носи многу непријатни чувства. А ние кога сме во таа неизвестност, дефинитивно мозокот не ја сака таа состојба. И истражувањата во невронауката дефинитивно докажуваат дека неодреденоста активира слични региони во мозокот и како физичка закана. И затоа на нејаснотијата, на таа пауза, на тој простор, не може да гледаме, мозокот не може да ја доживува како неутрална и скоро секогаш ја доживува како многу опасна. И затоа телото сака брзо решение, било какво. И тоа е оној момент каде што му се јавува подобро лоша одлука отколку долга неизвестност. Или тоа е она каде што често знам да гледам од едно во друго да се влага во нови проекти, во нови партнерства, во нови пријателства, без да се остане, да се осами, да речам некој, затоа што самотијата му носи страв. Како ќе бидам сама, како ќе издржам сама, како ќе бидам без никој и така натаму, па подобро да имам лош партнер, да речеме, до себе, отколку да бидам сама. Сега, лошата одлука, иако во наводници ќе кажам лоша одлука, меѓутоа, ете, ако одиме, ако сме сватиле дека не било тоа за нас, нели? Најчесто не носи структура и носи чувство, еве, нешто правам и тука се раѓа избегнувањето. Сега, тоа ние реално го правиме затоа што тоа е еден природен начин да се регулира нервниот систем и многу ни е полесно да одиме кон оно што ни е познато, отколку да направиме нешто ново. Но кога паузата е зрелост, односно како да знаеш дека паузата е зрелост? Сега, пауза од зрелост најчесто изгледа вака. Свесна сум дека ми треба време. Чувствувам непријатност, меѓутоа не сум страшно испаничена. Значи, може би плачам, може би ми е тешко, меѓутоа пак сум свесна дека нешто се случува. Не се убедувам дека ништо не се случува, значи јасно ми е во каков процес сум, јасно ми е дека сум во период на пауза, свесен избор е паузата и знам дека процесот е во тек, што значи дека кога сме во пауза од зрелост, постои контакт. Значи, постои контакт со себе, постои контакт со паузата, постои свесност дека сме во тој период, постои присутност и на тој начин може би и најдобриот знак да знаеме дека сме во свесна пауза. Ќе ја споделам слободно тука како програм кој што донесе досега, не знам, значи буквално стотици пораки ми стигнаа за што сте се увиделе, што сте смениле и навистина пресрекна сум што ете и од душа ја спремав и знаев дека многу ќе допре и ми беше значајно и важно да вистина ја завршите повеќето кои што ја почнавте, да не се случи таа пауза, но ми беше интересно и баш тоа го добивме во неколку пати на фидбек како одредени вежби ви предизвикале тешкотија и дури сте се наоѓале на некоја раскрсница да се откажат и да не продолжите да ја слушате или да не знаете зошто сте ја слушале. Сега,
Ако се земеше тука, или ако тие што сте земале свесна пауза, дека една вежба ви е потребно 3-4 дена можеби да ја isprocesирате, да ја isплачете, да се соочите со тешкото, тоа е многу добар знак. Многу често се случува и на психотерапија, и во личен раст и развој, и се што е реално поврзано со раст, да луѓе мислат дека растот не треба да боли, да личности мислат дека ако се расплачат, ако ми е тешко, ако ги фати, ајде да речам, и некои анксиозни чувства и нелагодности, пешано да речем се што може непријатно како чувство да излезе, дека не се на вистинскиот пат и знаат да се откажат, знаат да се повлечат. Дури често се случувало и на психотерапија кога ќе дојде клиент во првата конфронтација, во првиот момент кога треба да се случи таа природна нелагодност или да се расплачат или многу да плачат на терапија, да им е многу тешко после терапијата, тие мислат дека терапијата е неуспешна. И ова за жал не може да е нешто кое што ќе се превенира, туку е нешто можеби кое што на почетокот може да се адресира, но за жал или за среќа зависи само од другата личност, а тоа е кога овој процес се случува, многу често знае клиентот да избега и никогаш да не се појави, да премногу се затвори и да не му се допаѓа, затоа што во други ситуации, кога одел да речеме само кај лайф коуч или само кај мотивацијски говорник или кога не работел реално на себе, туку само некако на јас тоа си го викам тапшање по рамо, дека си најдобар, дека си окей, дека си безгрешен, што за жал тука имам можеби малку и поригидно мислење, но тоа не е добро. Мислам, тоа може да е добро во многу ситуации во животот, но најчесто не е добро, бидејќи тагата, болката, освестувањето, растењето природно е да носат болка, односно се природни, се здрави, не може да растеш ако не постои таа тага, тие се склоп и дел од животот и не е поентата да не ги чувствуваш, не е поентата ништо да не те боли, не е поентата да немаш нелагодност, туку да кога ќе дојде, да можеш да ја пуштиш на соодветен начин, нели, за тебе, да можеш да ја пуштиш, да ја процесираш и да не се прикрие во некоја сокриена болка која понатаму ќе ги повредува другите, затоа што многу често токму тоа се случува. Кога ние сме само во добро, супер, се окей, не сме да има негативни чувства, се да е само во контекст на мотивација, се да е само во контекст на смеја, радост, позитива, тука не може да постои раст. Растот секогаш носи и тага, и плачење, и тежина. И кога ми ги споделија вежбите од Слободна дека имаше одредени вежби каде што навистина се соочуваш со одредени аспекти од тебе кои што невозможно е да не ти пробудат емоции, невозможно е да не те расплачат, невозможно е да не те потсетат на некои аспекти од тебе. И тоа е многу важно да го пуштиш. И многу е важно да го почувствуваш и да биде дел од тебе. И секако да не избегаш. Сега, кога всушност паузата станува бегање? Зошто ја споменувам овој пример, зашто го спомнав? Затоа што бегањето изгледа вака. Се обидуваш дека се е во ред, се занимаваш со одредени работи за да не мислиш, чекаш некој друг да донесе одлука наместо тебе, си велиш не е време, но тоа време трае месеци или години и мислиш дека не смееш да чувствуваш нелагодност, тага, болка, да се расплачеш и да се распаднеш па да се собереш, затоа што тоа е многу природен механизам. И сега не е разликата во време траењето, туку во искреноста. Значи, кога бегаш, реалноста е дека не сакаш да го почувствуваш она што знаеш дека е вистина. Што значи тоа? Кога нешто ќе те допре, кога ќе видиш дека ќе те расплаче, ќе те пецне, она баш ќе ти биде многу непријатно, ако останеш на тоа место свесна и почнеш да размислиш, добро, зошто ме пецна? Океј, ова е дел од мене, ова ми беше тешко, ова и ова, вака и така, нели? Кога има свесност, кога има контакт со тоа, од тоа место полека може да се случи една интеграција и може да се случи нели соочување со тој аспект и понатаму да се донесе одлука. Но кога скроз бегаш и кога не сакаш да го гледаш тоа што те пецна, кога не сакаш да некако се соочиш со него, туку бараш некои други работи, наоѓаш изговори, па одиш од лево, од десно, па вртиш, па бараш мани и така натаму, или гледаш во па ајде ова не ми треба сега, или буквално едноставно се откажуваш и веќе никогаш не сакаш да се занимаваш со него, тогаш станува збор за несвесна пауза, односно за бегство, затоа што се плашиш да се соочиш со оно кое што ти го донало, односно да се соочиш со одговорот, дека да, стоп, ова е дел од мене и ова е дел од мене многу ме повредува, тоа е дел од мојата ранливост и
Јас нешто кое што сум го сватила со текот на времето е дека најсилните луѓе се токму оние луѓе кои што си ја познаваат својата ранливост. И кога си ја познаваш својата ранливост, никој не може да те повреди со неа, затоа што ти ја знаеш. Си била во контакт со неа, си ја исплакала, преплакала, спремна си да ја плачеш, да ја преплакуваш и така натаму, и знаеш како да се носиш со неа, знаеш дека нема да се распаднеш или нема да не преживееш ако се случи повторно истото. Кој еднаш нешто ќе направи, најверојатно, нели, ќе го повтори тоа. Значи, ако еднаш си паднала многу, си ти било тешко и си испливала на површина, ќе го направиш тоа повторно. Сега, ако не си сигурна дали паузираш или избегнуваш, сакам да ти донесам 3 прашања кои што може да те поддржуваат во тој процес. Секако, јас понекогаш велам дека да, постојат такви X периоди во животот кога и тоа бегство може би не е и потребно, затоа што некаде, може би, навистина не достига капацитет, но важно е да може би на некое место во загради во нашиот ум го ставиме тоа дека ова е сепак важно и може би сега не можам да се занимавам со тоа, но дефинитивно вреди да му се посветам од една страна, но искуството искрено ми покажало дека штом се појави во полето, штом го доживееме, штом го почувствуваме, тогаш дефинитивно е вистинското време за него, да го некаде промениме, ако ништо друго, барем да го прифатиме. Сега, ако немаш страф од последици, дали веќе ќе имаше донесена одлука? Или може би во прво лице ќе ти е полесно. Ако немаш страф од последица, ако немам страф од последица, дали веќе ќе имав донесена одлука? Че ова е првото прашање кое што може да си го поставуваш во вакви периоди. И понатаму, дали оваа пауза ме смирува или ме троши? Со тоа што тука сакам да ставам еден извичник, да провериш на кој начин те троши, на кој начин те смирува. Значи, може да те троши во смисол да си поанксиозна, да размислуваш повеќе, да бараш за себе, но во тој случај не те троши, туку дознаваш нови работи за себе. Значи, мора некаде да таа свесно ја направиш таа поделба, да видиш што значи смирување, што значи трошење, затоа што понекогаш и таа болка може да носи смирување. Океј, ќе се изнаразплакам и ќе се смирам после, нели, од една страна, а од друга страна може да биде океј, ова што се тргнав потполно, нели, од ова е нешто кое што ми донесе мир, затоа што тоа не било за мене. И ова е многу често. Значи, многу често го гледам кога ќе се донесе, да речеме, не носам нова одлука, но овој период уживам и самото смирување може да значи дека постои убав контакт. И дали искрено работам на јаснотија, нели, што сакам да направам, која сум, дали работам, анализирам во себе, нели, каде се гледам, кои се моите таленти, што е добро за мене, што не е добро за мене, какви партнерски релации сакам, каква работа сакам, нели, какви пријателства сакам, зависи во која фаза од животот и што е она, нели, пауза која што ја земаш, или пак само си одложувам. Сега, не е дека овие 3 прашања ќе ти дадат одговор, но јас многу сакам прашање и реалноста е дека и психотерапијата и повеќето, нели, слични професии работат всушност со сет од прашања. Прашањата секогаш носат некакви одговори, носат некаква анализа и затоа ги обожавам. И затоа сакам да ти ги донесам, да видиш што ќе произлезе од овие прашања или пак доколку понатаму се наоѓаш во некој ваков период да можеш да си ги поставиш. Сега, има уште нешто многу значајно тука, а тоа е што точно ќе изгубам, не добијам, што точно ќе изгубам ако донесам одлука. И ова е многу мукно прашање, затоа што многу често всушност во оваа фаза на бегство или пак свесна пауза, ова прашање е многу поважно да се запрашаш отколку што ќе добиеш. Бидејќи понекогаш на ова следи следното прашање, а тоа е кого се обидувам да заштитам со тоа што чекам, и тоа може да биде себе си, некој друг или самата слика за себе, значи она кое што си го имам некаде како слика за себе. И автоматски, кога мислам на одлуката, дали чувствувам страф од последицата или страф од идентитетската промена. И ова е многу важно, затоа што ние често не бегаме од одлука, туку од новата верзија, ајде да речем, на себе која што може да се појави. И исто така, има еден момент, а тоа е на второто прашање што ти го споделив, тоа е дали паузата ми носи стабилност или само одложено соочување. А тоа е многу поврзано реално со тој дел на дали ми носи смиреност, нели? Или ме троши. Сега,
Постојат и различни прашања кои што можеш да си ги поставуваш и јас можеби би споделила уште неколку чисто како инспирација да видиш како можеш сама да се водиш во вакви процеси. Тоа е да речеме, ако ништо не сменам во следната година, дали ќе можам мирно да живеам со тоа? И искрено мене ова прашање скоро за секое поле си го поставувам и доста ми носи поддршка, бидејќи ми е најлесно да донесам одлуки со ова прашање. Ако ништо не сменам во наредната година, дали ќе можам да живеам со тоа? Без разлика, значи, во било кое поле, ова прашање мене ми носи многу голема јаснотија што е оно што дефинитивно ми треба, од една страна и од друга страна да можам да си го проценам капацитетот, уште колку јас можам да држам. И нешто исто така кое што може да те поддржи е дали се плашам повеќе од погрешна одлука или од тоа да пораснам. Зашто растот носи доста загуби и што веќе знам, упорно го одбегнувам или го релативизирам или така некако пробувам да го логично да му најдам некој одговор кој што не е во склад со мене. Сега, јас ги обожавам метафорите и би рекла вака, во природата постои период на мирување. И јас многу често зборувам за 4 сезони, за зимата, есента и уште пред неколку години имам снимено лајв, мислам дека може да го најдете тука и на подкастот, каде што баш некако надолго и широко објаснувам за 4 сезони во животот. И можеби оваа пауза би ја поистоветувала со зима. Дрво во зима не расте видливо, но под површината дефинитивно се случува нешто, најверојатно или најчесто коранот се зајакнува, се штеди енергија затоа што се подготвува за нов циклус кој што треба да дојде на пролета. Но што ако зимата трае предолго? Ако никогаш не дојде пролет? Тоа веќе не е циклус, така, туку станува застој и паузата е здрава кога имаш живот под површината, а бегање е кога само стоиш и се надеваш дека нешто ќе се реши само од себе. И мене ми е многу убава оваа метафора, затоа што понекогаш ако избрзаме, значи ако дрвото избрза да пушти плодови, може да се појави првиот мраз и да го буквално да го уништи целиот плод кој што треба да дојде тек летото. А ако оди полека и обично нели нешто се ранки, најчесто замрзнуваат затоа што таму некаде во март, во април веќе има некои студени денови, се случува да има минус и тие најчесто замрзнуваат. И секако ако зимата е блага и не трае предолго, ретко се случува ова. Сега ова не е нешто што реално нели можеш ти да знаеш дали ќе избрзаш или не, но можеш да процениш. Значи можеш да процениш секогаш. Јас секогаш верувам во здраво критичко размислување дека секој има капацитет да може да процени, да види што е добро за него и затоа доколку некогаш, значи останеш малку подолго во паузата, затоа што свесна си дека доаѓаат нови денови во април кои што може ќе носат минуси, тогаш што е во ред и тоа не е бегство. Но доколку си свесна дека нема такви денови, дека се е окей, дека доволно веќе коранот е зацврсна, дека доволно си заштедила енергија, во тој случај дефинитивно се наоѓаш во бегство и само одбегнуваш да донесеш било каква одлука која што ќе те поддржи и ќе те однесе на друго ниво. Сега што да направиш наместо да бегаш? Секако дека не мораш веднаш да донесеш одлука, но мораш да останеш во контакт. А тоа што значи? Запиши си ја вистината што ја знаеш и без да ја филтрираш, без да ја се намалуваш или ја намалуваш. Разговарај со некој што нема интерес да те смири, туку да те одрази. Ова многу ми е важно. Многу се значени личности во животот и затоа многу луѓе најверојатно и толку многу веќе зборуваат со стручни лица, бидејќи стручно лице нема само да те смири, да те утеши, да ти донесе емпатија, туку ќе знае да те конфронтира и да ти каже каде можеби нешто правиш што не е во склад ниту со тебе, ниту па можеби со твоите вредности или едноставно со начинот на живот не е здраво, не е добро за тебе. И што викам, камо да имало повеќе луѓе кои што и во младоста искрено ќе ми кажувале што е во ред, а што не е во ред. Убаво е да ги имаме тие луѓе. Да, непријатно е кога некој ќе не соочи со нешто такво, но ако се дадеме време да го испроцесираме тоа и ако видиме во поголемиот број случаи тие работи се многу убави кои што ни се споделени, кои што ни се кажани, нели, во таа смисла. Значи, на моментот на јас секогаш викам пријател, толку многу не сакаш што секогаш ќе не смири, никогаш нема прста да го впери код нас, меѓутоа многу често ние сме лошите во туѓата приказна. И ова многу често го гледам во партнерски односи, многу често го гледам во односи сна, свекрва, во односи деца, родители, во односи браќа, сестри, сами во односи со пријателства.
Но најчесто нели пријателите некако секогаш си се тешат еден со друг и затоа е многу важно да разговараш со некој кој што нема да има интерес само да те смири, затоа што секако ќе се смириш кога тогаш туку да те одрази, значи да може да ти донесе огледало и да рече и стоп, види што се случува тука, види каде можеш да пораснеш, види како бегаш во истиот шаблон, истиот образец, види како не си даваш прилика за раст и така натаму, или види како можеби и се уништуваш. Јас многу често гледам и такви образци каде што се случува едно тивко само уништување. И тоа не е нешто што е нечесто, баш некако се случува. Често го гледам околу мене, дури тие образци каде што нема пауза и тоа знае да биде уништувачко, затоа што па никогаш не се случува едној контакт со себе, никогаш не се случува таа празнина. Сега, нешто што исто така може да те поддржи да си одредиш рок. Меѓутоа, нели тој рок сега да не биде дека ајде ќе биде толку и толку дена, па сега ако е плюс минус не е страшно, но да речеме можеш да си дадеш некаков рок да си дадам 30 дена за свесна пауза. Не мора да е конкретно 30 дена, или зависи за каква одлука станува збор, зависи во која фаза се наоѓаш, нема ова толку многу ригидно да си го земеш дека мора да се 30, може да се 3 дена, може да се 3 часа, но следи се во рокот, во тој рок, следејќи ти, ајде да речеме, ако се 30 дена свесна пауза и гледаш што ќе се случува. Значи, направи нешто кое што во тие 30 дена секој ден ќе правиш нешто кое што ќе те освестува, нешто што ќе ти ја држи таа свесност, нешто што ќе те враќа кон себе, кон своите вредности, кон своите потреби, кон своите шаблони и така натаму, и следи си го телото дефинитивно, дали се собира, дали се отвара кога мислиш на одлуката, како се чувствуваш кога размислуваш, визуализирај во тие денови како изгледаш со таа донесена одлука, значи што е нешто си изгубила, што е нешто се добила и така натаму, затоа што зрелоста во ниту еден момент не значи брзање, но не значи па ни замрзнување, затоа што ако се замрзнеш автоматски ништо не правиш понатаму, и затоа не секоја пауза е бегство, но секој бегство почнува како пауза. И разликата е во тоа дали си присутна во процесот или се правиш дека процесот не ни постои. И ова знам дека е многу тешко, затоа што бара многу искреност и не бара не знам каква акција, тоа е поентата, затоа што сепак се случува во период на пауза, но бара многу голема искреност. И овој период можеби е најдобриот период за работа на себе кога ти се случува, можеби е најдобриот период на таа свесна пауза, но да не го ставиш некаде во позадина, да не се исплашиш, да не избегаш, да не ги однесеш мислите на сите страни, туку да можеш баш да се насочиш и да видиш што точно ти покажува овој период и која искреност ја бара од тебе. И ако ова те допре, можеби си во период кога паузираш, а можеби веќе предолго избегнуваш, и сакам да знаеш дека и двете се многу човечки и свесноста е првиот чекор кон зрела одлука. И се надевам дека ова ќе ти донесе малку поддршка да видиш и доколку се наоѓаш во некој таков период да не останеш сама и да разговараш со пријател, со стручен лице, со некој ментор, со родител, или со било која мудра личност која што сметаш дека може да ти биде одраз и може да ти помогне да се насочиш од една страна, а од друга страна да си ја дадеш таа пауза, но таа пауза да биде да останеш во контакт со себе. Јас често сакам да пишувам, па можеш да си дадеш и некој таков предизвик, да си запишуваш неколку дена се што ти доаѓа на ум, сите мисли, за да можеш да се насочиш и да видиш понатаму која одлука за тебе ќе биде вистинската одлука. Се слушаме во следната епизода.